civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено. Дали мислите дека Македонија заслужува да влезе во Европската унија? Да, мислам дека треба да влезе. Што би се подобрило ако би влезле? Па, условите, стандарда на народа, А дали заслужуваме да влеземе? па заслужуваме. Ние заслужуваме уште од 93-та година. Значи мисли дека се исполнети сите услови од наша страна? Па може да не се сите услови исполнети, ама мислам дека треба да влеземе. Затоа што бугарите и романците немаат такви услови. Беа многу по-слаби од нас. Ние сме многу по-добри, а политика, се е политика. Дали сметате дека Македонија заслужува да влезе во Европска унија? И потребало е пред повеќе време да влезе. А дали ги исполнило условите да влезе? Па мислим да ги исполнува. Што ќе ни донесе подобро влезот во Европската унија? Не може ништо. Не може да каже ништо. Само пасоши може да има. Помоја. Ништо. Едino што ќе да има слободни, што ќе може да идеш каде сакаш. Пасоши ништо. Само во тоа? Да. Иначе, загледај, младите ќе избегат од Македонија. Дека они отидоа, тие што имаат пасоши бугарски. Иначе не гледаме ние друго начин за сиромаштијата нема подобрење. Оптоварување, обтежнување, со мали пензии, мали плати, невработеност. И не верувам дека, пример, ако земеме Турска, колку години веќе за Европска унија и денеска не е влегла. И нас е Бугарија не најавија. Нели се води сега се бијат копијата што ќе се направи. Само не верувам. За 10-15 години не верувам дека Македонија ќе влезе. Јас лично нема да чекам тоа, него за младите борба. Дај Боже да влезе. Дај Боже. Ќе има слободен протокол кој што имаш од бивша Југославија, пасошите црвени, кај сакаш можеш да одиш. Границите беа отворени, а сега сме затворени како што беше до време Албанија, Бугарија. Ние сме затворени во едно гнездо ставени. Не знам тоа. Вие како граѓани што мислите? Па, Дали би сакале вие да влезете? па сакаме како не би сакаме. Тоа за младите е пар. Друго Дали не. мислиш дека сме ги исполнили условите за тоа? Па кажува, гледам сега со бугарите. Они сакат за Гоцен, што знам. Нин да биде. Ами македонците е наше. И треба там што ќе решат сега у Скопје. Добро, а кажете ми што би се подобрило доколку би влегли? А би се подобро за младите. Ќе има, нема пашпорт ќе има, ама како европско, не, слободно може да се минат. Ната ги навика да додат враќате тоа. Не веруjem. А што треба подобро? Да си вратимо името. Нека влезе. Мислите дека ги исполнила сите услови? Па не мислим дека ги исполнила. А што би требало подобро? Прво треба да сопре ајдуклукот, шверцот, краѓата и малце по-болje да се понашаат и тоа. Одмак. А дали би се подобрил животот доколку влеземе во Европска унија? Ба што знам, не би мислил дека ќе се подобри. Тоа е све фарси, тоа е Европска унија е нешто више незамисливо што и она самата не може да постои. Не може да остане и она, видиш. Ова коронавирус упропасти многу, се упропасти. Дека не гледам нешто дека ќе има и ако влезе Македонија и ако не влезе. Моје мислење е болje да не влезе. Ќе не одерат со даноци тамо, не може да платиме само тоа. Влеговме во НАТО, треба 1 милиарда да даваме на НАТО. Суви пари, готови. Ви тоа нема. Како да ви кажам, во Европската унија да, у реду, мислам. Слагам се. А меѓутим за НАТО не. Секако дека заслужува да влезе, меѓутоа околностите во кои живееме како народ, како идентитет, како нација во последните 120 години на некој начин не ограничува во нашите желби. И сами знаете за што станува збор. Политиката на нашите соседи не се изменила во последните 120 години, ама ни малку. Од тогаш па се до денес. Така што не знам како ќе продолжиме понатаму, дали со постојани отстапки или едноставно се поигруваат со нас како со
помалку моćni како моć, како потенцијал кој го поседуваме како луѓе, како нација, како македонци. Па во секој случај тоа е членство во како и во секоја друга организација каде што членовите едноставно влегуваат по своја собствена волја и претпоставувам дека се почитуваат меѓу себе и ги користат придобивките кои ги имаат со тоа членство во таа асоцијација, така да ја наречам. Поточно би се подобрила земјава? Па во секој случај би се подобрила по мене и економската состојба на луѓето, со оглед на тоа дека Македонија е позната како не само Македонија, туку и останатите држави на Балканот по големиот број на корупција која владее на овие простори. Сметам дека тоа е една од раните на нашето општество и на нашите соседи, така да верувам дека ќе бидеме принудени, приморани да се владееме и да работиме онака како што го работат во целиот цивилизиран свет. Да, секако. Мислите дека би се подобрил животот по влегувањето во Европска унија? Секако. На кое поле? Што поточно? Па на сите, на економско, на политичко. А дали ние треба подобриме нешто за да можеме да го заслужиме местото? Сепак од нас зависи. Да, што би требало да подобриме? Што да викам, па треба многу работа. На кое поле највише? Највеќе правосудство, знае се. Таа не е најслаба карика. Искрено не. Зошто? Па мислам дека нема многу корист од тоа да влезе во Европската унија. Мислам според мене. Civilmedia.mk. Slobodno, nezavisno, otvoreno.